Светнаа сијалиците во домот на тричленото семејство Јовановски од Скопската населба 11 октомври, кое 3 години живееше без струја, а мајката Светлана, невработена, доби понуда за работа. Неполн час откако Макфакс во вторникот ја објави приказната за семејството, редакцијата ја контактираше фирма која ја понуди работа на Светлана. Вели дека ќе ја прифати понудата и нестрплива е да почне да заработува за дел по дел да си го среди домот. Работа ми понуди, а може ќе прифатам, поради ситуација е многу лоша. И така се договоривме утре баш да се видиме. Со таа што е главна најверојатно. Ќе направиме муабет и валјда ќе прифатам. Единствено решение е тоа за да искочиме малце од кризава. Не може се наплата. Многу лошо. Детаво ќе го зимам, можеби мажми, можеби ако ќе можам. Така ќе се снаоѓаме, ќе се договараме. Ивана вчера попладне им пуштило струја откако добило гаранција дека ќе почне од платата на долгот кој надминува 200.000 денари. Нема крај на радостите на 7-годишниот Давид, кој синојка првпат домашните задачи ги пишувал на сијалица. Неговиот татко пак Ласте вели дека се чувствува како повторно да се родил, оти животот без струја бил многу тежок. Како онево сум се родил со струја, знаеш како е тешко. 21 век. Ама добро е пак. Треба да си има секој домаќинство струја. Главното е струјата е ова е животно прашање. Струја не се живее. Се обиделе веднаш да го вклучат телевизорот, но не успеале, оти во меѓувреме сигналот на телевизиите стана дигитален, а тие немаат модем. Останале до доцна во друштво на транзисторот на батерии, кој изминативе години им бил единствена занимација навечер. Утрово пак, кога екипата на Макфакс дојде да ги сними со светло во домот, открија дефект во инсталацијата. Стара е колку што е стара и бараката, од 1964 година, и 3 години неупотреба довеле до дополнителни оштетувања, па сега иако имаат струја, немаат светло, оти има дефект кој допрва треба да го лоцираат за да го отстранат. Од главната табла, каде што е затот, па извадивме 3 осигурачи за надвор, тие главните 3. Тамо ги ставивме и треба да купам други 3. За да ставам на таблот. Треба да се реновира, да се сменат ова каблите, ама треба пари. Финанси. А платата ми ептен многу е помала. И не можам да купам ни кабел, ни ништо. Велат дека имаат ладилник, но не стигнале да го вклучат. Се радуваат што повеќе нема да топлат вода во лонец на шпоретот на дрва за да се бањаат и се надеваат дека бойлерот во бањата се уште е во исправна состојба. Струјата им ја пушти Ивана на барање на Сдруженијето на граѓани Љубезност, кое подолг период му помага на семејството. Тони Станковски, активист на Сдруженијето, вели дека имале донација од граѓанин со која почнале да го отплаќаат долгот, а најави дека ќе им помогне да го отстранат и дефектот на инсталацијата. Благодарение на донаторот Милан Живковиќ, кој што се изрази желба едноставно да покрие дел од сумата за струја на ова семејство, за да може повторно да сијалицата да светне во овој дом, светлината да биде дел од овој дом. Светскиот ден на борба против сиромаштијата беше ден каде што го посетивме повторно заедно со Сдруженијето Проект Среќа и во комуникација со ЕВН најдовме разбирање да плаќајќи дел од сумата, што е еден голем долг кој што е акумулиран во изминатите 3 години, да се подмири и да биде приклучена струјата, со што во следниот период ќе може да
редовно да си ги плаќа сметките и редовно да си има струја. Инсталацијата е стара, дотраена е, струјата е дојдена до домот. Вчера, синоќа има струја во сите соби, меѓутоа потребно е да се направи промена на инсталацијата и на осигурачите. Ке продолжат да му помагаат на семејството и со храна, се додека има потреба од тоа. Станковски објасни дека ќе им помогнат со комбе да го расчистат дворот кој е затрупан со штици, остатоци од стар мебел и старо железо кои семејството ги прибрало за да може да презими. Она што може да се продаде во отпад ќе го продадат, а дрвета ќе им останат за грејење.